Последното издание на Дневникот следува во 20 часот. Ова се настаните за денешниот ден. Високите градски зони веќе десетина дена се соочуваат со недостиг од вода и мака мачат на плюс 30 како да ги задоволат основните потреби. Мерка притвор во трајање од 30 дена им се одреди на 9 лица кои вчера беа уапсени во антитерористичката акција Ќелија. Во моменти кога Грција преговара за да добие трет спасувачки пакет од кредиторите, таа го враќа својот долг кон ММФ. Работнички ќе игра против Рубин Казан за пласман во Лига Европа. Започнуваме за кратко. Останете со нас. Почитувани гледачи, добро вечер. Трет дневник на К3. Високите градски зони веќе десетина дена се соочуваат со недостиг од вода и мака мачат на плюс 30 степени како да ги задоволат основните потреби. Нашата камера беше во посета на населбата Карпош на барање на жителите, при што регистрираше значително намален притисок на чешмите. Надлежните од водовод велат не добиле доволно количини од бајпасот. Од водостопанство негираат и додаваат водовод не си ја врши работата како што треба, не испорачува вода, иако му е законска обврска. Високите градски зони веќе неколку дена се соочуваат со недостиг од вода. Рејонот над Соколански парк, делови од Перочичо, населба Карпош, како и во Зеленрит и ова лето се без вода, дури и со денови на мака ги стави граѓаните во овие пеколни горештини. По цела ноќ дежураме до чешмите кога ќе дојде водата да наполниме и да можеме да имаме за дневни потреби. Секоја година истиот проблем. Време е веќе да се стави крај на оваа криза и надлежните сериозно да ги разберат нашите потреби и барања, се жалат жителите од населба Карпош, немоćни побара решение кај медиумите. Утек на ден на Сабале го има, па може периодично да дојде и до 3 дена да го нема. А тој трае негде 2 до 3 сата од Сабале. После пладнето го нема. Значи, ми, поготово денес сме на спрат, у горња зона не може да вклучиме нити бољар, нити ништо што е да се згрее вода. Мора тоа да се исклучи, зашто ќе прегоре до тие апарати. Али с тиме, што, ако има тоа решение, вајде се за те да не иде шакти или било што како. Тоа не ни е наснан појасно да се вика. Дали е тоа од место заедница или од општину, што е наложено, тоа никој не може да каже, ми овдена моментално. Ми имамо бунар, ама немамо хидрофор. И тешко ли е без вода? Па тешко е, како не е тешко. Чекате ноќе да наполните вода за да... Ама оно го нема ни ноќ. Нема ни ноќ, нема. Колку време како се снаоѓате? Па уточимо у кофе, у тубичики, и така. Идат од комшиите носат вода или чекат навечер до 3-4 сатот кога ќе дојде вода да наполнат вода. Ние одевме пред општина да видиме со градоначалникот, ама градоначалникот не излезе, не сакаше, не сослуша што беше работа, не знаеме. Тоа е, значи нема вода, катастрофално. Ова лето е една катастрофално од другите. Другите барем имаше колку толку вода имаше за да се послушаме, ама сега нема. Кои имат бунари, пак се послушат, никои немат, носат и по километар вода за да може да се послушат. Недостигот од вода најмногу го чувствуваат домаќинките, кои како што велат се прашуваат како да сготват ручек и измијат садови, а доведени се во состојба да перат ноќи и тоа на рака. Немам уопште воду, чекам по цел ноќ да дојде Сабале у 4:30 сати го снема и тој слаб притисак. Пуну го машину си пују да опере. Дојдев сака саат да га вадив, да исклучувам, не сте платиле. Ке има 1 сат и ке снема, или пола сат, може си деси док да дојде да испуштиш воздух и ке снема. Сакме хидрофор на бунар, што имамо, хидрофор и имам, што нема, кој нема хидрофор, кој нема бунар, не може да има хидрофор, вода нема, кој да... Нема не за пиење. Другите ли години беше? Да, исто беше и претходните години. Сега минатата година беше некако, па имаше повеќе, а сега ова лето нема, значи катастрофа е. Проблемот со водоснабдувањето на градот последните години ја бранува јавноста, особено во летните месеци. Надлежните од двете јавни претпријатија повикуваат да се тргне политиката и да се најде заедничко решение, но тоа се уште изгледа како да не е на повидок. Од водовод и овој пат рекоа дека не добиваат доволни количини од водостопанство, односно дека во моментот од бајпасот имале 30 литри во секунда, но тие не биле доволни да се покријат сите градски зони.
Водостопанство пак додаваа дека испорачуваат, но водовод не успева да ја дистрибуира водата, повикувајќи се на законот дека се должни да го обезбедат градот со вода, со оглед на фактот што граѓаните ги плаќаат сметките кон нив. Неодамна од водостопанство преку локалните медиуми побараа и оставка од директорот на водовод, кој според нив не си ја вршел должноста за што е распореден. Проектот кој што го најави градоначалникот Дамјановски на почетокот на овој месец веќе се реализира. Откако првично се започна со асфалтирање на улицата Бајрам Шабани, нов асфалт добие улиците од 3-та македонска ударна бригада и Егејска Македонија. Започна асфалтирањето на краковите од улиците 3-та македонска ударна бригада и Егејска Македонија. Како што изјави градоначалникот Дамјановски, ќе биде поставен асфалт на 2400 метри квадратни површина, а кракот ќе биде завршен во најкраток временски рок како дел од проектот за реконструкција на патната мрежа во должина од нешто повеќе од 6 километри. Проектот за реконструкција на околу 6 километри патна инфраструктура што го најавив во почетокот на август продолжува. Се надевам договорот е на 40 дена, значи негде за месец и половина да биде завршено, негде околу 32-3.000 квадратни метри. Зборувам за квадратни метри реконструкција на пат, у некоја пропорција од околу просечно 6 до 6,5 километри реконструкција на патна инфраструктура. Се наоѓаме во една населба каде живеат над 400-500 стамбени единици, огромен број на жители, на граѓани на Куманово, и мислам дека ова е едно од постарите градски јадра и има потреба од темелна реконструкција. Денеска, мислам, и утре најкасно ќе биде завршен овој дел. Жителите кои живеат на овие улици го поздравија потегот на градоначалникот затоа што после долго време ќе може да се движат по улицата како што треба, без да внимаваат дали ќе пропаднат во некоја раскопана дупка. За голем поздрав, кој не би го поздравил ова. Ова е многу добро и ќе се обнови се. Меѓутоа, морам да кажам дека каде што стоиме тука, за можеби 50 метри да се поврже да биде комплет, целосна работа. Ако може, ако и дозвалят услови, а сигурно дозвалят, тоа не е голема некоја метража, ние би биле презадоволни. До тука да, а овие 50 метри никогаш не бе асфалтирани. Пуно пати сме биле таму, ќе биде бекатон. Пешак што више имаш и некои изреки, па ние знаеме дека тоа се кача е бекатон. Многу сме задоволни од луката на градоначалникот, можеме само пофални зборови да кажеме за него. Се гледа дека човекот не разбра, ја виде нашата мака, виде дека водата овдека е единствена улица кај што пороите може да направат штета и да влезат во подрумите. Ја увиде целата работа и се согласи да се асфалтира овој дел. За нас како жител на ова улица, јас моментално немам кола, но најповеќе за луѓето што се со кола, прво кал да не газат. Друго, пороите ќе се сопрат кога ќе има асфалт. Додека тоа за почеток, додека другите работи споредни околу тоа ние ќе си ги решаваме преку нашите совети куќни што ги имаме формирано. Проектот се очекува да биде завршен до крајот на месец септември, со што ќе бидат асфалтирани и реконструирани околу 32.000 квадратни метри површина. Активностите се спроведуваат во етапи поради непогодните временски услови во земјава. Црвениот крст Куманово со полни раце работ. Во Кокино се одржува камп во кој се обучуваат волонтери за справување со кризни состојби. Во меѓувреме волонтерите веќе ангажира и во Тетово, каде што беше поделена помош за настраданото население. Од друга страна, волонтерите се уште ми помагаат и на илегалните мигранти во Табановце. На овие теми со Иле Митковски, секретар на Црвен крст Куманово, разговараше Александра Максимовска. Еве дел од разговорот. Гостин во Дневникот на К3 телевизија, господин Иле Митковски, секретар на Општинската организација на Црвениот крст. Денеска стартува камп кој што е наменет за волонтери не само од Куманово, од повеќе градови. Која е целта на овој камп? Најпрвен добро вечер на гледачите на телевизија К3. Ние традиционално веќе неколку години работиме камп за нашите активисти кои на некој начин се понови во нашето, да кажам, во Црвениот крст и се уште нема доволно обуки. Значи летниот период го користиме за еден камп каде што ќе направиме обука. Овој пат, значи обуката се однесува за справување со кризи. Мислам дека темата е многу актуелна, бидејќи
ни покажува самото невремиња, имаме мигранти, имаме случаеви со тето, така да во такви ситуации е многу битно да бидат обучени нашите волонтери, да може да направат проценка што е она што треба на терен, колку брзо треба да се донесе, дали е хитно, дали не е хитно, што е хитно, што не е хитно, и сето тоа ќе го работиме на овој камп. Кој учествува на кампот? Рековте дека учествуваат кумановци, учествуваат и други. 33 активисти, од кои 25 се слушатели, а 8 луѓе се предавачи, тоа се исто така наши волонтери, и дел исто така луѓе кои ќе треба да се справат на лице место, нели? Ние претходниот ден правевме припрема, носевме опрема, денеска изутрина се подигната шаторска населба, значи таму немаат баш не знам какви услови, меѓутоа условите се сепак вистински за логорување и мислам дека времето веруваме дека ќе не послужи. Имаме и тврд објект веднаш до кампот, така да не е страшно и да имаме некои дождови, меѓутоа на некој начин да се испита и баш на терен како се однесува тоа. Например, ќе се подига и шаторската населба, подигаат самите тие, потоа ќе треба да живеат во такви услови, па ќе треба на крајот и да се сето тоа доведе во таков ред како што било, значи да се запази екологија слично. И мислам дека е многу битно за тие волонтери да не останат, например, ако го држите само така и нема некои обуки, тој ќе ја изгуби желбата за волонтирање. Тоа се сепак млади луѓе и има желба за нови знаења, да стекнуваат нови знаења, и мислам дека кампот на вистина и неколку години веќе дава големи резултати. Освен од Куманова има тука и волонтери кои што ги прибираат општинските организации од другите градови. Значи, во соработка, бејќи нашите волонтери одат на други кампови за други обуки, и ние повикавме, имаме гости од Паланка, значи 3 волонтери од Паланка, 2 од Кочани и имаме 6 волонтери од Ниш. Тоа е меѓународна соработка. Меѓународна соработка имаме и овој пат ги поканивме и нив, така да и тие се одазва, и мислам дека ќе е на вистина еден камп на високо ниво, со добра обука, и верувам дека ќе даде резултати. Црвениот крст се покажа на вистина како организација која успешно и навремено реагира, како што беше и случајот со Тетово, односно невремето што го зафати тој регион пошироко, зборуваме за Тетовско. Веќе има и жртви, се бројат и жртвите, се трага ше поисчезнатите лица кои што беа во Тетовско. Мислам дека Црвениот крст е една од организациите која веднаш излезе на терен, понуди помош, како и секогаш, впрочем, што е тоа. Дали Кумановскиот Црвен крст се вклучи во таа помош или тоа го работите на ниво на Црвен крст на Република Македонија? Така е. Значи, прво да кажам, да изразам сочувство за жртвите таму и да мислам дека тоа е една голема катастрофа, баш од големи размери, и само ни покажува дека еве што значат климатските промени и грижата за екологијата. Значи, мора многу поозбилно сите да работиме за да ги избегнеме барем малку овие последици. Инаку Црвениот крст веќе со искуство околу поплавите, околу таквите работи, работиме централно. Значи, централната канцеларија има добар магазин и, да кажам, она што значи прибирање на материјали од фирми и слично, тоа се прима таму. Веќе има повик за телефонскиот број, значи и на сите мобилни оператори, 143 400, на кој може секој граѓанин да донира. Доколку има потреба, значи се прави проценка на општинската организација на Црвениот крст од Тетово и на централата, доколку има потреба се вклучуваат и волонтери од другите општински организации, блиски и слично, така да тоа е, значи, полека заживуваме како Црвен крст на Република Македонија.
Нема веќе бановини, ние сме јаки, оние се послабина, нема. Настапуваме, ние не сме голема држава и Црвениот крст на Република Македонија како единствена организација така и постои, така и со законот, има своји единици, меѓутоа настапуваме како една единка и мислам дека еве што се однесува и до Тетово, веќе утре до дента веќе имаше помош. Ние имаме одредени резерви, значи издвојуваме, ги складираме таму и кога се случува такво, се прави проценка на лице место и веднаш промптно се испраќа. Значи, да ја кажем и нашата мисија. Ние секако не можеме да се справиме, ние немаме толку машини, толку тоа државата си го работи. Меѓутоа, во тој момент, кога се случува првичната помош, ние тука сме многу оперативни. Таа првична помош опфаќа, да кажеме, средства за дезинфекција, хигиенски производи, нешто храна, кебиња, вода, кебиња, душеци, такви работи. Значи, она што е облека доколку некој излегол, мора да во тој момент да му се помогне. Потоа е санирањето на штетите, тоа го работат и дирекција, и Центар за управување со кризи, и државата, владата, општината, сите они се вклучуваат. Меѓутоа, првичната проценка е и битна и е многу важно да биде времена. Јас ви благодарам што бевте наш гостин во Дневникот. Се надевам дека овој апел ќе најде на одзив кај кумановци кои се добри крводарители, но и кај граѓаните од регионот и потребно е да се дарува крв за да се спаси нечиј живот. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Од 1 до 4 август во Струга се одржа Младинската академија Балкан акција 2015, организирана од страна на Центар за интеркултурен диалог, Центар за човекови права и развојни студии и надвор од границите, како дел од кампањата Акција 2015. Од 1 до 4 август во Струга се одржа Младинската академија Балкан акција 2015, организирана од Центарот за меѓукултурен диалог, Центарот за човекови права и развојни студии и надвор од границите како дел од кампањата Акција 2015. Во оваа академија зема учество 32 млади лидери од Србија, Македонија и Албанија кои представуваа повеќе од 27 различни организации. Академијата се организира за да младите лидери имат можност да научат, организираат и мобилизираат во склоп на Акција 2015 и целите за одржлив развој кон Обединетите нации треба да ги усвојат во септември. Во наредниот период, младите ќе спроведат акции за вклучување на локалните заедници во дискусијата за целите за одржлив развој и останати сродни процеси како што е самитот за климатски промени, велат од Центарот за меѓукултурен диалог. Нашата идеја зошто ова се случи во Струга во моментот е да подигнеме првин свест дека таков битен настан се случува и второ да пробаме што е можно повеќе граѓански и младински организации да ги вклучиме во процесот за да може да дадат свој придонес и предносењето на целите на одлуката, но и после тоа, бидејќи секоја од државите членки на Обединетите нации, вклучително и Македонија, ќе треба да изготви свој план за развој до 2030 година. И ако тоа се случува некаде во ограничени кругови во Скопје, тогаш ништо не сме постигнале. Затоа и самава идеја на академијата беше да што е можно повеќе луѓе првин дознаат за целите, а понатаму да вршат притисок тие цели да бидат заеднички и да можеме да заедно да се договориме како сакаме да се развива државата понатаму до 2030 година. Како финални планови и документи од академијата беа развиени заеднички стратегии за соработка на регионално и интернационално ниво за меѓународниот ден на младите и Генералното собрание на Обединетите нации. Академијата поттикнува соработка помеѓу младинските организации кои ги споделуваат своите искуства и решенија поврзани со одржлив развој, особено климатските промени, сиромаштијата, нееднаквоста, како и сите форми на учество во донесување на одлуки на национално, регионално и локално ниво. Се одредија три најбитни теми за Балкан во моментот. Првата е сиромаштија, значи да се работи на намалување и искоренување на сиромаштијата на Балканот, затоа што се уште е еден горлив проблем. Втората голема област е нееднаквост, односно моментот што дури по толку многу работа
на антидискриминација, на еднакви права и можности, се уште постои нееднаквост во различни форми и од различни категории. И третата голема област се климатските промени, затоа што климатските промени, еве и со настаниве пред неколку дена, со обемните поплави, со неодржливиот начин на кој што се справуваме со природата, само е прашање на време кога се повеќе и повеќе ќе изгубиме контрола над системот во кој живееме, и заради тоа е многу битно да се фокусираме и на оваа област. Кампањата е независна и иницирана од граѓаните со една цел – подигање на свеста кај луѓето на Балканот за целите за одржлив развој кои треба да се усвојат овој септември на самитот на Обединетите нации за цели за одржлив развој. Сите пожари на територијата на Крива Паланка и околината кои се случија во изминатиот период навремено и целосно се ставени под контрола од страна на територијалната противпожарна единица во координација со подрачната единица на јавното претпријатие Македонски шуми и локалните жители. Причината е материјална штета, а забраната за движење низ шумите останува на сила. Екипи на територијалната противпожарна единица од Крива Паланка во текот на месец јули интервенирале на вкупно 10 пожари, од кои 9 биле на отворен простор и 1 на приватен недвижен имот. Последниот пожар во изминатиот период се случил ноќта меѓу 2 и 3 август во село Конопница. Човечкиот фактор во услови на високи температури и летен ветер се причина за поголемиот дел од опожарувањата, од кои има причината материјална штета, велат одговорните. Територијалната противпожарна единица има примено за месец јули вкупно 10 дојави за настанат пожар, од кои повеќето сите се устари 9 се на отворен простор и една е на помошен објект као летна кујна. Материјалната штета е доста голема, меѓутоа пожарите на отворен простор што се појавија од проста причина ради непочитување на забраната која што ја има издадено Дирекцијата за заштита и спасување, тоа е забрането движење на луѓе во периодот на отворен простор во шуми, во близина на шуми во периодот од 1.7 до 31.8, као секоја година така и оваа година. И дел од пожарите кои што настана од непочитување на таа забрана, односно движење низ шумите и како невнимание пред се можеби да дел од пожарите имаат настанати како и причина да биде и отпушок од цигара, бидејќи брукините беа доста, односно временските погоди, прилики беа доста погодни за развој на пожар. Високи температури, горливиот материјал беше доста сув, не постоеше влага, така да пожарот за кратко време настануваше. Иле Коцевски, командир на територијалната противпожарна единица, ја истакна одличната координација со подрачната единица на јавното претпријатие Македонски шуми, како и ажурноста на самите локални жители кои успешно се справиле со пожарите до пристигнување на стручните служби. Една од работите од која што со гордост можам да се пофалам и да дадам една голема благодарност до нашите сограѓани кои што ни излегува во пресрет и голем дел од пожарите тие сами ги локализираа. Ние дури пристигнавме на лице место и само ги доликвидиравме, односно ги доизгаснавме тие пожари. Оваа година можам да се пофалам со добра координација со јавното претпријатие Македонски шуми, подрачното шумско стопанство ПШСО Согова од Крива Паланка, кој што има своји дежурни екипи и штом веднаш ја примиме дојавата на пожар, веднаш заедно и ги известиме нив и тие за кратко време успеваат да се мобилизираат и стигнуваат и ни помагаат во гасењето, односно во локализирањето и ликвидирањето на пожарите. Забраната за влез и движење низ шумите од Дирекцијата за заштита и спасување останува на сила до 31 август, а одговорните апелираат истата да се почитува и во Кривопаланечко. Строго е забрането палење на оган, правење скари, фрлање до горчење и секаков запаллив отпадок и материјали на отворен простор, а за прекршителите следуваат високи казни. Мерка притвор во траење од 30 дена им се одреди на 9 лица кои вчера беа уапсени во антитерористичката акција Келија.
Оттаму соопштуваат дека во Основниот суд Скопје 1 во текот на вчерашниот ден пред судија на претходна постапка од специјализираното оделение за организиран криминал и корупција беа доведени 9 лица со предлог од Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција за определување мерка притвор која опфаќа вкупно 36 лица поради основано сомнение за кривично дело учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации. Судија на претходна постапка по разгледување на фактите и доказите кои беа предложени од обвинителството, заедно со предлогот за определување на мерката притвор и по сослушување на привидените во присуство на нивните бранители, по предлог на јавното обвинителство, оцени дека се исполнети условите кои произлегуваат од одредбите на Законот за кривична постапка за определување на мерка притвор и на 9 лица им одреди мерка притвор во траење од 30 дена, се вели во соопштението од Кривичниот суд. Воедно на останатите 27 лица, судијата на претходна постапка со оглед да истите не беа приведени, издаде наредба за нивно приведување пред судија на претходна постапка, а по нивно обезбедување и сослушување ќе одлучува по однос на предлогот на јавното обвинителство. Република Македонија за пациентите овозможи доколку тоа е потребно лечење во странство, но со намалена партиципација. Во здравствениот систем се инвестира и во зајакнување на човечките капацитети покрај модернизирањето и набавката на современа опрема. Република Македонија за пациентите овозможи доколку тоа е потребно лечење во странство, но со намалена партиципација. Одлуката за испраќање на пациент на лекување во странските болници ја носи стручна комисија од лекари која утврдува дали на некој пациент му е потребно лекување надвор од Македонија. Дополнително она што државата го овозможи е значително намалена партиципација. Од 2013 година наместо 20% за лекување во странство, пациентите плаќаат партиципација од 200 евра. Секој осигуреник за здравствена интервенција надвор од Република Македонија плаќа максимум 12.000 денари. Колку за подсетување, претходно тие 20% за лекување во странство достигнуваа износ од 10.000 евра. Например, доколку интервенција на некој осигуреник изнесувала 100.000 евра, тој плаќал 20.000 евра. Ова останува во минатото, бидејќи сега за лекување во странство колку и да е износот на истото, осигуреникот плаќа само 200 евра. Република Македонија на лекување со целосно покривање на трошоци ги праќа сите лица за кои стручната комисија од лекари специјалисти ќе утврди дека тоа е потребно. Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија годинава е рекордно покачен. Истиот изнесува 24 милиарди денари, за разлика од 2005 година кога во касата на фондот имало 15 милиарди денари. Во моменти кога Грција преговара за да добие трет спасувачки пакет од кредиторите, таа го враќа својот долг кон МНФ. Таа навремено му исплати рата на фондот од 186 милиони евра. За ова и за другите настани во вестите од светот. Грција ги плати трошоците по основ на каматата кои во четврток достигнаа за наплата во висина од 186 милиони евра, се наведува во соопштението од Меѓународниот монетарен фонд. Државата на фондот треба да му исплати уште 22 милиарди евра, а следната рата од 307 милиони евра треба да исплати на 1 септември. Инаку на крајот од јуни Грција го пропушти рокот на исплата на рата од кредитот кон ММФ, пошто фондот реагираше со замрзнување на пристапот на државата до своите средства и ги стопираше финансиските програми наменети за Грција. Францускиот претседател Франсуа Оланд и грчкиот премиер Алексис Ципрас сметаат дека новиот спасувачки пакет за Грција може и треба да биде договорен наскоро по 15 август, пренесува БТА. Целта на преговорите за спасувачката програма е да завршат до крајот на август. Знаеме дека е тешко, но сакаме да гарантираме дека условите ќе бидат почитувани. За сега сметам дека ситуацијата е добра и разговорите одат во вистински правец, истакна синоќа Оланд по средбата со Ципрас во Египет, каде присуствуваа на церемонијата на отворање на проширениот Суетски канал. Ципрас имаше средба и со рускиот колега Димитри Медведев, кои се однесуваа на економската и енергетската соработка меѓу двете земји. Тие се договорија министрите за енергетика да ги засилат контактите во следните месеци и ја потврдија волјата за реализација на досега договорените планови. Силна експлозија на автомобил бомба експлодирала изутрината во близина на седиштето на афганистанската влада во Кабул, при што најмалку 10 на цивили загинале, додека над 120 биле ранети, јавуваат новинските агенции. Ниту една група досега не е презета одговорноста за нападот. Експлозијата била толку силна што од неа били искршени стаклата на прозорците на 2 километра оддалеченост од автомобилот бомба.
Група од 5 кумановски планинари го освоја врвот Триглав на словеничките Алпи. По успешното искачување на Триглав, следниот предизвик за планинарите е планината Олимп во Грција кон крајот на август. Група кумановски планинари го освоја планинскиот врв Триглав на Алпите во Словенија. Од планинарското друштво Куманово се задоволни од постигнатиот успех, при што ги послужиле добри временски услови, нагласувајќи дека се работи за опасен врв кој е предизвик за секој љубител на планината. Самото искачување започна со старт на Рудно поле на Поклјука и оттаму се движеше према Водников дом, лоциран на 1818 метри на Велополе, а од Водников дом патеката се движеше према Триглавски дом Кредарица, лоциран на 2515 метри. Какво е чувството еве за вас и за сите планинари да се искачите и да се наоѓете таму на една огромна висина? Па секако феноменално е и прекрасно чувство кога ќе го погледнете самиот врв Триглав. Тој е величествен, тој е една камена громада која што наеднаш изникнува пред вас и додуши и самата патека е доста стрма и релативно опасна. Зборувам релативно затоа што иако навидум изгледа страшно вака кога ќе погледнете, бидејќи искачувањето е по самиот црт скоро вертикално нагоре, целата патека е обезедена со сајли, со клинови за раце и за нозе, така да е релативно лесно самото искачување. Следниот предизвик на кумановските планинари е планината Олимп во Грција. Група членови на друштвото се подготвуваат за искачување на врвот Митикас висок 2917 метри. Работнички ќе игра со рускиот тим Рубин Казан во последната филте рунда за историски пласман во фазата по групи во Европа лигата. Романтичарите го добија својот последен противник за испишување на историјата, и клупска и македонска, а на првиот меч на 20 август ќе бидат домаќини, за потоа 7 дена подоцна за на 27 август да бидат гости. Рускиот представник Рубин Казан е противник на работнички во четвртото квалификацијско коло за Лигата на Европа. Беше решено на денешната ждрепка за нокаут фазата во второто по квалитет европско надпреварување. Станува збор за еден од најмалку посакуваните ривали за македонскиот представник, со оглед на фактот дека ќе следи долго гостување, но исто така и дуел со екипа што е недоволно атрактивна, но важи за исклучително квалитетна. Според ждребот работнички, првиот надпревар ќе го игра на 20 август на домашен терен, а 7 дена подоцна е закажан реваншот во Русија. Ждрепката во Нион посака во последното квалификацијско коло во битката за пласман во групната фаза од Лигата на шампиони. Да гледаме три исклучително неизвестни дуели. Лацио ќе се бори против Бајер Леверкузен, Валенсија против Монако, а Спортинг оди на ЦСКА Москва. Манчестер Юнајтед имаше среќа на денешното ждребување откако за противник го доби клуб Бриш. Меѓународен спорт. Во Нион беа извлечени двојките за плејофот од Лигата на шампионите. Најатрактивни се дуелите помеѓу представниците од Италија и Германија, Лацио и Бајер Леверкузен, како и великаните од Шпанија и Франција, Валенсија и Монако. Најзвучното име во ждрепката Манчестер Юнајтед доби релативно лесен противник во името на клуб Бриш. Хрватскиот и српскиот шампион Динамо и Партизан во наредниот дуел за противници ги добија екипите на Скендербек, односно Бате Борисов. Со ова се отвара голема можност и двата тима од просторите на поранешна Југославија да се пласираат во елитното надпреварување и да заработат по 15 милиони евра, гарантирани со самото учество во Лигата на шампионите. Кипарскиот Апоел, екипа која пред 2 кола му присуди на Скопски Вардар, ќе заигра против Астана, додека шкотскиот prvак Селтик за нов пласман во елитата ќе се бори со Малме. Првите надпревари ќе се играат на 18 и 19 август, а реваншите на 25 и 26 август. Ждрепката за групната фаза од Лигата на шампионите е закажана за 27 овој месец. Англиските медиуми информира дека голманот на Манчестер Юнајтед Давид Де Геа не е во тимот за првиот надпревар во Премиер лигата против Тотенхем. Менаџерот на Црвените ѓаволи Луи Ван Гал одлучи да не го отцврсти Де Геа за тимот против Тотенхем, бидејќи смета дека шпекулациите за трансфер во Реал Мадрид имаат големо влијание врз него. Де Геа нема да игра, фудбалерите се само човечки суштества. Ќе видиме кој ќе го почне надпреварот, изјави Ван Гал. 24 годишниот голман во текот на целото лето е поврзуван со трансфер во Реал Мадрид, но двата клуба никако не може да најдат заеднички јазик, а одлуката на Ван Гал да го изостави од тимот само ги подгреа шпекулациите.
Вчера на аеродромот Фулмичино во Рим пристигна еден джекој кој беше пречекан од неколку илјади навивачи на Рома. На аеродромот беше вистинско лудило, а фановите му приредија одличен пречек скандирајќи го неговото име. Трансферот на джекој ќе изнесува околу 23 милиони евра, што ќе биде четврто најскапо засилување во Италија ова лето. Првет Дибала кој од Палермо во Јувентус помина за 40 милиони евра. Кондогбија од Монако во Интер за 36 милиони евра и Карлос Бака од Севилја во Монако за 30 милиони евра. По спортските вести минути за временската прогноза за североистокот. Тоа беше се што подготвивме за денес. Ви посакувам пријатна вечер.